велиме македонци, словенци и така натаму. Тогаш овде се прикажани народите, три народи, како се тие нарекуваат, од десно на лево одиме. Првиот народ, тоа се деца на Модеја, тоа се деца на големата мајка, главна божица, тоа биле македонците. Добро, средното? Средното е Ѓуапаци, бидејќи се Ѓуа е име за Египет, Па е горен. Значи, повторно се на чита горен од Египет, десно на лево, десно на лево. се чита. Да. Значи, Ѓупаци, горе имаме деца на деца на Модеја. Деца на Модеја, значи од десно на лево читаме почитаме градаци. Инаку на средното имаме Ѓупаци. Нели ние за Ѓупаци имаме тамо малку и пограден збор за тоа. Не е пограден, тоа битолчани ѓупци ги викаат. Ѓупци ги викаат, ама циганите ги викаат. Немаме цигани, ние ѓупци имаме. Битола има ѓупци. Има и овие египтци кои се во Охрид. Може и да бидат египтци. И ова последното е? И последното е Сетонца. Сетонци. Тоа се жители на Долен Египет. На Долен Египет врховен бог бил богот Сет, богот Змија. И затоа жителите на Долен Египет, бидејќи биле негови обожаватели, се нарекуваат Сетонци. Во долниот ред... Тоа како што ние сега викаме, што знам, босанци или црногорци. Црногорци, Унца на крајот има. србијанци, летонци, литванци, унгарци, едно чудо унгарци, народи кои романци, завршуваат на унца. грци и така Ова натаму. долу? Ова долу се жители првите две од десно на лево Ево одејќи. ја ќе ја читам, Незо Бонца. Назе Бонца. Назе Бонца. Тука имаме еден интересен момент, како што напредуваме во читањето на текстот, навлегуваме и во нешто што досега било, да речеме, предмет на хипотези, митови и така натаму. Например, Мемфис како град бил познат и како град на душата на Пта. Пта е бог на младото сонце, или на првата светлина, или на ладната светлина. Назебонца буквално значи градот на душата на Пта. Односно жители од градот на душата на Пта. Во тоа време имињата обично иделе према боговите. Народите добивале име према богот што го почитувале. Зато имаме сетонци или присталици на богот Сет, денес што би го рекле. Значи, во тоа време боговите биле доминантни во свеста на луѓето. А ние најдовме овде не ни е прикажано во последно време и веројатно името што значи за македонците. Најдовме Мопаца. Мопац, као Ѓупаца, Мопаца. А Мо е Божицата мајка која ден денес е главната божица во археологијата која владеела на територијата на античка Македонија. Култот на големата мајка е... Култот на големата мајка е до ден денес, тоа би, као што е заштитница на Скопје Богородица. А во пред христијанскиот период тоа била богината мајка. Така и религиите кои наследувале одија главните божества, само им дале други имиња, али богината мајка станала Богородица. Имам уште некој слайд? Може до крај уште два поима на овој Ајде да слайд. уште дата слайдов, молам. Не, тој истиот слайд, само двата поима. Предходниот. Предходниот слайд? Да, предходниот. Овде имаме уште два поима, во средина е Назево Гонца. Не знаеме, и не го знаеме името на градот, но за овие жители знаеме дека биле исклучително добри мајстори при обработка на дрво. И последното? А последното е веќе зборува не за жители на град, него за поклоници на некој култ. Ова се на Зен Јенца, тоа се помладокот на младите кои што ја почитуваат месечевата светлина. И да одиме на последниот слайд? Да одиме на следниот. Интересно е дека тоа е она што нешто сега ново го откриваме, што зборува за нивото, културното и цивилизацијско ниво на овие луѓе кои што го пишувале тој камен, за кои што ние велиме дека се древни македонци. Имено при обраќање кон различните етнички заедници и сталежи во Египет, тие користат посебни
обраќања. Например, овде вели нашве ѓупаца, а на неца Бого, и на зевето љубоветове деца на Модеја и на Бого Джо. Тоа од десно на лево? Од десно на лево. Да. На храмот на ѓупциве, на Богот Ананеца. Најверојатно ние сме први кои што успеале точно да го прочитаат заради содржината, заради начинот на кој што се изразувале владетелите во тој период, името на врховниот, точното име на врховниот бог на Египет, тоа е името Ананеца. Во египтологијата најдовме дека постојат точно 153 варијанти како египетски со хиероглифите може да се чита. Ние велиме дека еднозначно е Ананеца, Бого кој што е наречен, сакан од кој што ги сака љубове сакан од децата на Модеја и на Богот Джо. Богот Джо е бог на животните, така да децата на големата мајка и на Богот Джо се светите животни. И тоа важи за македонците, бидејќи тие не разликувале поединечни свети животни, само свети животни, додека во соодветниот текст на древно грчки, односно на древно данајски, на соодветното место каде што треба, таму пишува, значи овде треба се дадат дарови на храмот на Богот Ананеца, на Богот Озирис. На Богот Озирис на грчки, кој што ги сакал светите животни. Овде вели во египетскиот, во древногрчкиот текст или древноданајскиот вели на Апис и на Мневис да се дадат многу дарови, тоа се имиња на два бика, на две свети животни, како и на останатите свети животни на Египет. Значи таму употребува друга форма. Но дефинитивно Апис и Мневис мислам дека не биле обожувани од грците, односно данајците на Балкан. Тие биле обожувани од данајците во Египет. Од египците, да. Од данајците на Ѓупа, на горен Египет. Но, овде само сакаме да укажеме дека кога се обраќа кон македонците, тој вели само светите животни. Значи да се дадат дарови на храмот на Богот Ананеца и на светите животни. Овде ги наведува двете свети животни, Апис и Мневис, и на останатите свети животни. Имаме и не знам само дали тоа го имаме како слайд. Имаме уште еден слайд или нема? Да видиме. Не, дали го имаме тој или не. Не, овде подоцна ќе зборуваме за тоа. Ова е друго нешто. Не, тука е интересно што ние дојдовме до египетското име на богот Озирис. Изис и Озирис. Озирис е грчки изговор, односно грчко име на главниот бог на Египет. Ние читаме во нашиот текст дека пандан на грчкото име Озирис, македонците го викале египетскиот бог и вели по египетскиот бог Ананеца. Значи, Ананеца е египетското име на нивниот главен бог. Имале проблем со читањето, затоа што не е лесно да се справи човек со 153 варијанти на едно име. И некаде 30-тите години во една книга на еден многу исклучителен египтолог, Сервалис Бач, сретнуваме на египетски знаеме дека е поинаку, но за да можеме да се разбереме, ќе го употребуваме терминот Озирис. Значи референца употребува. Референца Фиром.